Емоциите дојдоа уште моментот кога тој почина, стиховите излегоа од мене уште првите денови, откако тој почина по неговиот погреб, бидејќи јас морав некако да извадам болката од мене, а тоа беше единствениот начин, затоа што пишувањето е единствениот начин да ги извадам од мене емоциите кои што ги имам. И се создаде самата песна. Да, се создаде самата песна. Ива, колку време беше потребно твоето првенче да ја добие студиската снимка, а потоа видовме дека има и видео веќе материјал? 4 години беше потребно. Се си има свое време. Така мислам дека песната баш во својот момент се создаде, поради тоа што сега сум позрела, поизградена личност, знам како да се однесувам на сцена, па затоа мислам и дека толку време чекам. Слушнавме вети дека нема ова да биде последно твое дело, значи ти се врсто чекориш или вети дека ќе зачекориш на музичката сцена. Што е тоа што можеби ќе следи? Па имам исто уште неколку текстови спремни, кои што не се толку тажни како овој. Нема да ги откријам, нема да кажам точно време, затоа што се зависи од Саша. Бидејќи ние не ги брзаме работите, сакаме се да тече како што треба, за на крај да излезе барем приближно до совршено. Ајде, откри ни уште еднаш екипата која што стоеше зад целата оваа песна. Знаеме дека си автор на текстот ти. Понатаму? Автор сум јас, музиката е моја, Саша Младеновски го правеше аранжманот, Стефан Петровски го снимаше спотот, односно видеото, кој што беше прикажано. И Војче Петрушев свираше на хармоника, исто така песната. И имаше вечерва еден прекрасен бенд позади себе си. Да, тој прекрасен бенд се сочинуваше од Даре, кој што свири на гитара, Јупче или Бобе, кој што свираше на пијано, Гале, кој што беше на кахон, Иле на виолина и Воки на хармоника. И бидејќи во самата најава на крајот, значи финализираме, кажа дека Велес веќе има надежна, млада, уметничка која што го усовршувала пеењето. Тоа се препозна од твојот настап не само во песната, туку и од интерпретациите на неколкуте песни кои што следуваа. Да. Ива во наредната година ќе направи повторно солистички концерт и ќе има нови песни. Да се надевам. Не можам да гарантирам, не можам да ветувам ништо, но се надевам. Во план сум за нови песни, нов почеток, се надевам. Честит ти беше прекрасно. Благодарам многу.